Сепак се мисля, која е целта на моята посета? Јас горам очелва да го знам. Писару, запиши. Во лето господо 893, ние, цар Симеон, веднаш по нашето зацарување, го викнавме овде во Плиска наследникот на првочиталите словенски, отецот наш Климент, предвестувајќи му рекоположување во епископ, со што ќе земи и учество на големиот народен собор ова есен, на кој словенскиот јазик ќе биде прогласен за државен и црковен јазик. Со радост ке работам за доброто на мојот народ, радувајќи го Бога. Би сакал да поработиш на реформација на глаголицата. Тешка е некако, имајте други писма. Може да се направи некоја комбинација, да се поедностави, да биде полесна. Но господару, писмото што создаде мојот свети учител Кирил има совршена структура. Словенските браќа не го положи на туѓи основа. Бреф е тоа да се промени. Георгиос, не мисли така. Што подразбирате по туѓи основа, ваше преосвещенство? Зар јазикот на кој пееше големиот Хомер е за вас туѓ? Јазикот на кој зборуваше и твореше големиот просветител на Вселената Григори Богослов? Кој беше голем пример за Кирил филозоф. Тој јазик е совршена службата Божја. Како може да го наречеш тук? Од јазик до јазик има разлика. Секој си има граматички правила и изговор. Глаголицата е писмо создадено според гласовниот систем на словените и на нивниот дух, тоа се сапаѓа. Како па? Тоа е духовно престапништво. Императорот на Византија, благоверниот Михаил III, го помоли и задолжи Константин филозоф да најде азбука за непросветлениот словенски род. А вие сега, о господи, сакате сето тоа да го вратите назад. Зарем ова не е богохулство? Богохулно е твојата гркофобија. Никој не ти дал право да се држуваш и да не ги прифаќаш заповедите на кралот. Кој си ти, што се замислуваш? Јас знам дојдете дека ударот врз словенските браќа не потекнува од вашето срце, туку од врските канони што ве колисаа. Слушај ти, ке го заврзиш тој јазикот и моите затвори не се ништо подобри од оние на Светополок и Вихин. Пред царот стоиш, не стоиш пред твоите хриѓани. Они се слуга, имам почит кон мојот владател, но позивот Божи, долгот кон мојот учител, секогаш е на прво место. Ако сте решили да пратите еден старец во Зандари, нека ви биде по волја. Драги мои, нашата царска намера не е да ве присилуваме. Ако не можете да ја трансформирате словенската азбука, гревот го земате вие. Можете да си одите. Слава на Бога на висините. Ајде да си одиме, не чека на тоа. Владико, малку ли слова создаде, малку ли поуки искаже, а сега нови голим да се мачиш? Ако, синко, ако. Мене не ми е тешко. Свети Пантелеймон утрешен, нека ви е на помош, рекол, потогаш ќе го завршиме и јаве, се гледа крајот. Ајде, чеда, одете, прилегнете малку. Соверете снага за утрешната служба. Добро, Владико, благослови.